Здраво на сите и добродојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Како што можете да видите, еве денеска се наоѓам надвор, едно природно убаво место. Ја уживам во природата. И денеска сакам да позборувам нешто за знакот Риба, за планетата Нептун, за планетата Јупитер, затоа што се они владари на знакот Нептун. Знакот Риба е еден променлив воден знак. Пред да се открие планетата Нептун, владар бил Јупитер. Сега дојдовме и секако до крајот на нашиот зодијак, затоа што тука рибата е представена во 12-та куќа. Тоа е и последната куќа во зодијакот. Секогаш кога доаѓа на нешто крај, со овенот е првиот знак на зодијакот, можеме нешто ново да почнеме. Сега ја тоа не зборувам за тоа, негам нешто ке зборувам за знакот Риба. Во грчката митологија Нептун и Јупитер се наречени Посајдон и Цојс. Можда ви е тоа веќе познато. Они биле браќа и богови на морето, океанот. Например, тоа е Посајдон, тоа е исто доста познато, а Цојс бил богот на небото. Нивните родители биле Сатурн и Реја. Посајдон бил многу чувствителен, великодушен и многу и помагал на луѓето. Меѓутоа, ако бил доста наљутен, и он можел да створи доста големи бури. Нептун е предпоследната планета од нашиот сончев систем. Оваа планета се движи многу бавно. Во еден знак живее 14 години. Сега се наоѓа Нептун во знакот Риба. Значи, овде си она во својот дом. Нептун влезе во знакот Риба 2011 година или крајот на 2012 година и ќе остане до 25 година и до 26 година. Значи, вие сите што го имате сонцето во знакот Риба, можете да се прашате што све ви се случувало во тоа време од 2011-12, значи до ќе видите понатаму што ќе се случува до 26-та година со Нептун, вашиот владар во знакот Риба. Значи, за сите тие другите, уште еднаш да го објаснам, ова доста е важна информација. Значи, каде што го имате вие сонцето, тоа е вашиот знак. Сега во природниот хороскоп, рибата ни е представена во 12-та куќа. Сега во вашата натална карта тоа да биде може во 3-та куќа, 4-та, 5-та, 6-та или било каде на друго место. Затоа тука треба да се знае, да имаме важни податоци и да погледнеме каде се наоѓа рибата во вашата натална карта. Значи, во природниот хороскоп она е поставена во 12-та куќа. Значи, како што реков, Нептун е тука во својот дом. Што се случува сега? Во 2022 година влегува и Јупитер. Како што реков, дека Јупитер исто така бил првиот исто така владар на знакот Риба, а и на знакот Стрелец, тоа да не го заборавиме. Значи, Јупитер има два знака каде што е и владар на овие два знака. Значи, он сега моментално се наоѓа исто во знакот Риба. Што овие две енергии можат да им донесат на тие што се во знакот Риба? Како што може и дека знаете, дека на 12 април имаме една
fenomenalna energija između Jupiter i Neptun koji što pravat jedna konjunkcija. Konjunkcija, site za ono što ne zna što je jedna konjunkcija, toga koga dvete planeti se zajedno, koga se guškat među sebe. Baš ovije dvajca, znači što deka bile braća v mitologiji, da sega se sretljava pak, a prvi otpad koga se sretnale bilo 1856. godina, bo znako Riba. Znači sega ovoj slučaju imame pak. Na 12. april 2022. godina dođe Neptun i Jupiter se spojuvat među sebi i pravat jedna konjunkcija. Što to znači? Što može da gi očekuvat ribite sega na ova konjunkcija? To je jedna fenomenalna, fantastična energija. Samo treba da znate kako vi ta energija koristite. Znači, Neptun stoji za mistikata, za stvarno jedna posebna energija koja što ne može tako jednostavno da se vidi s okom. To se čustva. Sega ova energija možete da je koristite na konstruktivan način. Što znači to na konstruktivan način? Ako vi je slušate vaša ta energija, ako je slušate vaša ta intuicija, ki možete sve što je nemožno, možno da se napravi. So Jupiter Neptun može da vi se slučati čuda, za koji što ne ste veruvali vo njih. Za sve to što veruvate, ki može sega da uspijete i da vi se ispunat tije želbi. Međutim, sega ako to vi ne veruvate, pa sigurno deka to nema da se ispuni. Sekogaš ako imate verbata vo nešto, Jupiter, Neptun nosa čuda, veruvajte vo to, deka ke možete da uspijete, Jupiter nosi uspeh. Uspeh ke vi donese, sreća ke vi donese, ako veruvate vo ta vaša intuicija. Sega na destruktiven način. Kako bi moželo to na destruktiven način ova energija da se koristi? Pa Neptun je isto to za nosi ta negativna ta energija. Ta negativna energija je to energija na razočaruvanje to. Na možda nekogaš nešto vi je mnogo. Sakate da begate od nekoja situacija. Ne sakate nešto da gi čustuvate energijite od drugite ljudi, sakate da izbegnete od toga, mislite da vas niko ne može da ve razbere, sakate da budete nekogaš sami. I riba da uspeva dosta i poveke od site drugi znakovi uspeva da bidat sami, oni sakati da bidat sami. Zato što 12. ta kutja ja predstavlja isto tako i crkvite i zamokot. Znači, ako uživate u jedna vrsta na meditacija, možete da se povezate sa vašata svest, možete da se povezate sa vašio duh. Сега, како што реков, та деструктивната енергија користите, таа може да ви донесе разочарување, може да ви донесе една врста неуроза, може да ви донесе една врста голема депресија, или може да користите алкохол или дрога. Значи, како што ресов, зависи тоа све како вие оваа енергија ја користите. Значи, родените во знакот Риба се доста интуитивни, сензитивни. Они се доста нежни, уживаат во романтиката, умеат да ги слушаат другите, да им помагаат на другите исто така. Значи, кои потенцијали они исто го имаат тука? Па рибата, значи, они се најдобрите уметници, музичари, може да бидат и доста добри пејачи, глумци може да бидат, па може да бидат и доктори или психотерапевти, па каде што може да ги лечат луѓето на природен начин. Значи, што може друго да очекувате во рибите, знакот сите што се родени во знакот Риба, па значи феноменална енергија. Се приближуваат и планетите Венус и планетата Марс ви се приближува исто. Само треба да знаете како вие оваа енергија ја користите. Ја ви го опишав сега ова све на кратко, а вие сами за вас треба да се одлучите
kako je ova energija ja koristite. Znači univerzumot ili planetite, oni nas ne terajo sila nešto da pravime. Znači nije možeme da birame što nije sakame, koja energija je sakame. Znači s ova energija može da vi se sluča čuda. Verujte u to. Eto, dragi moji prijatelji, ljubitelji na astrologija, ako vi se dopadna ova video, lajkovajte go, abonirajte go moj kanal i tako ke doznajete poveke, ke vi informi na YouTube, koga ke snimam drugi videa. I ja sam dosta aktivna na Facebook, koji saka može da čita, da vam dosta mnogo objavi za sekoj energetski slučki. Eto toliko od mene, budete dosta pozdraveni i do skoro. Ćao! Zdravo nasite i dobrodojdovte site na moj kanal Astrologija Plus. Kako što možete da vidite, evo deneska se nalazim nadvor, jedno prirodno ubavo mesto. Ja uživam po prirodata. I deneska sakam da pozboruvam nešto za znak od riba, za planetata Neptun, za planetata Jupiter, zato što se oni vladari na znak od Neptunu. Znak od riba je jedan promenljiv voden znak. Pred da se otkrije planetata Neptun, vladar bil Jupiter. Сега дојдовме и секако до крајот на нашиот зодијак, затоа што тука рибата е представена во 12-та куќа. Тоа е и последната куќа во зодијакот. Секогаш кога доаѓа на нешто крај, со овенот е првиот знак на зодијакот, можеме нешто да почнеме. Сега ја тоа не зборувам за тоа, нешто ке зборувам за знакот риба. Во грчката митологија Нептун и Јупитер се наречени Посајдон и Цоис. Можда ви е тоа веќе познато. Они биле браќа и богови на морето, океанот. Например, тоа е Посајдон, тоа е исто доста познато, а Цоис бил богот на небото. Нивните родители биле Сатурн и Реја. Посајдон бил многу чувствителен, великодушен и многу и помагал на луѓето. Меѓутоа, ако бил доста наљутен, и он можел да створи доста големи бури. Нептун е предпоследната планета од нашиот сончев систем. Оваа планета се движи многу бавно. Во еден знак живее 14 години. Сега се наоѓа Нептун во знакот Риба. Значи, овде си она во својот дом. Нептун влезе во знакот Риба 2011 година и крајот на 2012 година и ќе остане до 25 година и до 26 година. Значи, вие сите што го имате сонцето во знакот Риба, можете да се прашате што све ви се случувало во тоа време од 2011-12, значи до ќе видите понатаму што ќе се случува до 26-та година со Нептун, вашиот владар во знакот Риба. Значи, за сите тие другите, уште еднаш да го објаснам, ова доста е важна информација. Значи, каде што го имате вие сонцето, тоа е вашиот знак. Сега во природниот хороскоп, рибата ни е представена во 12-та куќа. Сега во вашата натална карта тоа да биде може во 3-та куќа, 4-та, 5-та, 6-та или било каде на друго место. Затоа тука треба да се знае, да имаме важни податоци и да погледнеме каде се наоѓа рибата во вашиот
во вашата натална карта. Значи во природниот хороскоп она е поставена во 12-та куќа. Значи, како што реков, Нептун е тука во својот дом. Што се случува сега? Во 2022 година влегува и Јупитер. Како што реков дека Јупитер исто така бил првиот исто така владар на знакот Риба, а и на знакот Стрелец, тоа да не го заборавиме. Значи, Јупитер има два знака каде што е и владар на овие два знака. Значи, он сега моментално се наоѓа исто во знакот Риба. Што овие две енергии можат да им донесат на тие што се во знакот Риба? Како што може и дека знаете дека на 12 април имаме една феноменална енергија измеѓу Јупитер и Нептун, кои што прават една конјукција. Конјукција, сите за оние што не знаат што е една конјукција, тогаш кога двете планети се заедно, кога се гушкаат меѓу себе. Баш овие двајца, значи што дека биле браќа во митологијата, сега се среќаваат пак, а првиот пат кога се сретнале било 1856 година во знакот Риба. Значи сега овој случај го имаме пак. На 12 април 2022 година доаѓаат Нептун и Јупитер, се спојуваат меѓу себе и прават една конјукција. Што тоа значи? Што може да ги очекуваат рибите сега со оваа конјукција? Тоа е една феноменална, фантастична енергија. Само треба да знаете како вие таа енергија ја користите. Значи, Нептун стои за мистиката, за една стварно една посебна енергија која што не може така едноставно да се види со окото. Тоа се чувствува. Сега оваа енергија можете да ја користите на конструктивен начин. Што значи тоа на конструктивен начин? Ако вие ја слушате вашата енергија, ако ја слушате вашата интуиција, ќе можете све што е неможно, можно да се направи. Со Јупитер Нептун може да ви се случат и чуда, за кои што не сте верувале во нив. За све тоа што верувате, ќе може сега да успеете и да ви се исполнат тие желби. Меѓутоа сега, ако во тоа вие не верувате, па сигурно дека тоа нема да се исполни. Секогаш ако имате вербата во нешто, Јупитер, Нептун носат чуда, верувајте во тоа, дека ќе можете да успеете. Јупитер носи успех. Успех ќе ви донесе, среќа ќе ви донесе, ако верувате во таа ваша интуиција. Сега на деструктивен начин. Како би можело тоа на деструктивен начин оваа енергија да се користи? Па Нептун е исто тоа за носи таа негативната енергија. Таа негативна енергија е тоа енергија на разочарувањето. На можда некогаш нешто ви е многу, сакате да бегате од некоја ситуација, не сакате нешто да ги чувствувате енергиите од другите луѓе, сакате да избегнете од тоа, мислите дека вас никој не може да ве разбере, сакате да бидете некогаш сами. И рибата успева доста и повеќе од сите други знакови успеваат да бидат сами, они сакат и да бидат сами. Затоа што 12-та куќа ја представува исто така и црквите, и замокот. Значи, ако уживате во една врста на медитација, можете да се поврзате со вашата свест, можете да се поврзате со вашиот дух. Сега, како што реков, таа деструктивната енергија користите, таа може да ви донесе разочарување, може да ви донесе една врста неуроза, може да ви донесе една врста голема депресија, или може да користите алкохол или дрога. Значи, како што ресов, зависи тоа све како вие оваа енергија ја користите. Значи, родените во знакот Риба се доста интуитивни, сензитивни. Они се доста нежни, уживаат во романтиката, умеат да ги слушаат другите, да им помагаат на другите исто така. Значи, кои потенцијали они исто го имаат тука? Па рибата
Znači, oni se najdobrite umetnici, muzičari, može da birati dosta dobri pejači, glumci može da birati, pa može da birati doktori ili psihoterapeuti, pa kada što može da ги lečат луѓето на природен начин. Значи, што може друго да очекувате во рибите, знакоците што се родени во знакот риба, па значи феноменална енергија. Се приближуваат и планетите Венус и планетата Марс ви се приближува исто. Само треба да знаете како вие оваа енергија ја користите. Ja vi го опишав сега ова све на кратко, а вие сами за вас треба да се одлучите како вие оваа енергија ја користите. Значи, универзумот или планетите, они нас не тераат со сила нешто да правиме. Значи, ние можеме да бираме што ја сакаме, која енергија ја сакаме. Значи, со оваа енергија може да ви се случат чуда. Верувајте во тоа. Ете, драги мои пријатели, љубители на астрологијата, ако ви се допадна ова видео, лајкувајте го, абонирајте го мојот канал и така ќе дознаете повеќе, ќе ви информира YouTube кога ќе снимам други видеа. И јас сум доста активна на Facebook, кој сака може да чита, давам доста многу објави за секој енергетски случај. Ете толку од мене, бидете доста поздравени и до скоро. Чао!